Буш го прашува Трајковски или со што можам јас да помогнам. И Трајковски вели да признаете Македонија под уставно име и да ја внесете во НАТО. Директно и ветено со рака на Библија. Дека тоа и ќе се стори првиот ден придобивање на вториот мандат. Тоа беше признанието на Македонија, нека не зборат другите дека била друга позадина, дека не знам било подметнување за тогашната територијална поделба. Лично Трајковски се договори и лично Буш вети со на колена во молитва. Во овалната соба во Белата куќа. Тоа е вистината за признавањето на Македонија. Личното пријателство помеѓу Борис Трајковски и Буш. Добро, имаше и политички грешки, имавме и разидување во одредени ситуации, имавме и расправи жестоки, имавме несогласувања, но генерално сликата и впечатокот и успесите што ги постигна и меѓународната позиција на Македонија во негово време никој пат не е повторена, дури ни претходно во време на Киро Глигоров, ни потоа од ниту еден председател во Македонија. Македонија имаше најсилна меѓународна позиција во времето на Борис Трајковски. На денот на неговото загинување, јас ја имав информацијата дека 30, нека ми простат ако грешам, плюс минус 1, 37 светски државници има најавено посета на Македонија или договорено посета на Борис Трајковски во нивните престолнини. Значи, тоа е на 37 председатели да чекаат да се сретнат со Борис Трајковски. Тоа е една страшна авторитетна позиција на Македонија и државата. Значи, тој во пријателските односи со Буш инсистираше, нели, во протестантскиот дел имате еден однос каде што вели со што можам да ви служам, со што можам да ви послужам, да едноставно да подметнам рамо, да подадам рака, да ве кренам. И Буш го прашува, председателот Буш го прашува Трајковски или со што можам јас да помогнам. И Трајковски, значи спремен, во сета мудрост, вели да признаете Македонија под уставно име и да ја внесете во НАТО. Тоа беа клучните две работи кои што ги бараше од Буш едноставно, директно и ветено со рака на Библија. Дека тоа и ќе се стори првиот ден придобивање на вториот мандат. И Буш го доби вториот мандат, првиот ден ја призна на роденденот на жена му, на сопругата Лора Буш. И тоа беше признанието на Македонија. Нека не зборат другите дека била друга позадина, дека не знам било подметнување за тогашната територијална поделба, така на тоа се лично Трајковски се договори. Лично Трајковски се договори и лично Буш вети со на колена во молитва. Во овалната соба во Белата куќа. Ова е изворна информација, тука нема лага. Тоа е вистината за признавањето на Македонија. Личното пријателство помеѓу Борис Трајковски и Буш. И ние тоа треба да го цениме, тоа треба да остави трага во историски контекст во Македонија. И ако се сеќавате 2008 година во Букурешт на самитот на НАТО, Буш до последен момент велеше дека утре Македонија станува членка на НАТО. Да. Не очекуваше дека овие ќе се спротистават на Америка, зборам екстремизмите од Атина и така натаму. И моите информации говорат, до сега никој не ме демантирал во тој дел, дека тогашниот председател Црвенковски и премиерот Никола Груевски, тие се живи сведоци денеска, премостувањето на упадот од Грција да не станеме членка на НАТО 2008 година, Буш понудил меѓудржавен војно-стратегиски договор со јачина на Израел и Тајван. И овие се исплашиле. И побарале да размислат. Буш се разочарал, заминува, му јавуваат во Загреб дали може да се видиме, одат Црвенковски и Груевски во Загреб и тогаш бараат да не биде толку силен договорот, да биде една обична договор декларација. Немаме договор. Тоа е заблуда. Имаме обична декларација, изјава, дека ќе правиме ова, ќе правиме она. Апсолутно никаква тежина во меѓународните односи. Декларацијата има еден просечен значај. Значи, нема сериозно, има значење, да ја покажува стратегиската линија, но ние имавме во рака меѓудржавен војно-стратегиски договор од типот на Тајван и Израел. Никој да не помисли да се поигрува со Македонија и позицијата на македонскиот народ натре. Ние ја имавме Америка како пријател и во конфликтот 2001 ја имаме како пријател. Јас сум го говорил ова и друг пат. И Колин Павел ја даде стратегијата за одбрана од упадот од Косово и така натаму. Лично Колин Павел, државен секретар, кој што беше генерал, лично му се јави на Борис Трајковски вечерта во 9 саат, му објасни што се случува на граница со Косово, му објасни на кои коти и кои точки што треба да направи, како да направи, му ја даде стратегијата, му го даде клучниот совет.
Ние имавме во рака ситуацијата 2001 со помош на Америка. И потоа ја продадовме со внатрешното неединство, ете тоа рвање помеѓу. Добро, морам да ве вратам затоа што јас прв пат од вас слушам дека 20.000 бугарски војници чекале да влезат во Македонија. Многумина имаат лошо зборено за Борис Трековски дека беше жив. Многумина и ден денеска лошо говорат за него. Го обвинуваат за предавство на, условно кажувам, македонскиот народ во таа 2001. Како дојде до една таква ситуација да Борис Трековски го обвинува за предавство, а тој спречил влез, например, на 20.000 бугарски војници на македонска територија? И кој таа 2001 го предаде, условно кажано, македонскиот народ? Затоа што сами изведете заклучок. Да речеме, ситуацијата во Рачиново. Вечерта имаше немири. Имаше сериозен притисок врз председателот Трајковски да потпише наредба за влез во Рачиново. Од кого? Од јавноста, од едни други и така натаму. Началникот на генералство влегува во неговиот кабинет и Борис Трајковски вели, сега парафразирам, не можам да цитирам точно, вели ги отвара картите, вели ќе влеземе од овде, ќе влеземе од тука. И јас нервозно му ја затворив картата, вика не ме интересира што ќе правите, постапете војнички. Колку дена ви треба да ставите македонско знаме во центарот на Рачиново? Просто прашање. Началникот вели 3 дена. 7 дена дајте наредбата, подпишува 7 дена. Значи наредбата за влез во Рачиново е подпишана од врховниот командант. Мислам дека и Стојан Андов во неговата книга пишува дека тогаш не е испочитувана наредбата на врховниот командант, што е кривично дело од страна на министерот за внатрешни Љубе Бошковски и од страна на министерот за одбрана Бучковски во тоа време. А генералите? Збориме за министрите во тој момент. И согласно наредбата тие тргна, војската се повлекува, полицијата трга, полицијата повлекува, трга, еден ден освојуваат, враќаат, изминуваат 7 дена и станува проблем. Истекува наредбата, станува хаос. И тога се вклучува НАТО, Робертсон, се вклучува меѓународната заедница, ги влечат овие приватните, нели како Вагнер што има сега во Русија, има и албанците ангажирано приватни генерали, војски и така натаму, ги извлекоа со автобус од таму, за да не дојде до хаос. Ако бевме ние единствени во тој дел, ако имавме единствена централна команда, ако знаевме што сакаме, ние Рачиново ќе се справевме за 24 часа. Јас тврдам дека и 2001 конфликтот ќе беше решен за 72 часа, затоа што имавме понуди од нашите меѓународни партнери да тоа се реши со нивна подршка и помош. Од кој? Прво беше од Америка, второ беше од Израел. Што беше понудата? Па сега не би сакал јавно да говорам, имавме понуда на маса со комплетна стратегија како да се реши за 72 часа кризата во Македонија, во полза на Македонија и македонскиот народ. И од американците, и од израелците. Сум разговарал и со други живи сведоци од тие настани од 2001, кои што конкретно ми раскажувале за ситуации во кабинетот кај Љубе Бошковски, во кој што тие представници на меѓународната заедница многу лошо се однесувале кон тогашниот министер Љубе Бошковски и немале разбирање за македонските позиции, односно тие коментари се дека му и забранувале на македонската полиција и војска да действува на терен во насока на одбрана на суверенитетот на македонската територија. Никој никому не забранувал ништо. Тоа се приказки за мали деца. Во услови на воен конфликт, вие имате суверено право како држава да постапувате така како што вие цените да се сочувате територијата и државата. Можно е да имате пораки политички од лево и од десно и така натаму. Но никој не може да го условува или оценува да правите ова или да правите она. Да, можат они да воведуваат ембарга за купување на оружје, може да воведуваат, не знам, 300 глупости може да говорат, претерана употреба на сила, немојте, не знам, будалаштини од ранг. Значи, Израел има сосема легално и легитимно право да ја сочува својата држава и територија. Постапува така како што цени нивниот воен и политички врв. Кој сака, што сака нека зборува и нивните американски пријатели, и Брисел, и кој сака.
Израел решил да го сгази Хамас, да го превенира упадот на Хезболах и тие ќе завршат таа работа по секоја цена. Цел свет да биде против нив, тие ќе завршат работата. Така се води држава. Така се води држава. Тие се стратешки партнери, имат воен договор со Америка и тие на Америка викаат до тука е вашево, од тука е нашето. Така се води политика. Така се води држава. Не мора вие да веднете глава, мислам, пред секоја најобична реченица на американската амбасадорка, вас да ви се тресат колената. Па, таков ли премиер ќе имаме? Така ли ќе водиме држава? Па не е улогата на американската амбасадорка да ни соли памет оде што треба правиме? Не е незината улога тоа. Незината улога е да ги спроведува интересите на американската држава. Нашата улога е да ги спроведуваме интересите на македонската држава. Ако некаде во патот се најдеме да ги усогласиме интересите да бидат взаемни, унисони, единствени во одредени области и сегменти, тука сме партнери и одиме напред. Во одредени области, ако не, може слободно да речеме не, до тука е вашето, од тука е нашето. Така се води држава. Не можеме ние да коленичиме пред Америка, што сме ние вазали? Што сме ние вазали? Дали знаете, некна уште еднаш го препрочитав договорот со Бугарија. Ги препрочитав одлуките на Историската комисија. Протоколот, годишниот преглед, првиот. Па таму има фрапантни работи, луѓе. Фрапантни работи. Македонската влада е должна, се обврзала со подпис, свој подпис, дека целокупното образование, книгите, сите книги, од прво до 8 оделение, сите книги во пакет, штом ги издадат, прво треба да отидат во Софија на увид и на одобрување, па потоа да влезат во образовниот систем во Македонија. Додека Софија не се согласи за вашите книги, за вашите историски тетрадки, учебници, вие не можете да ги пуштите во образовниот систем во Македонија. Што ви кажува тоа? Па само во услови на капитулација, друг ви ја пишува историјата. И ја затоа реагирав жестоко. На првата седница владата на ВМРО ДПМН мораше да распушти Историската комисија. Веднаш. Со одлука. Се распушта Историската комисија. Енде. Се поништуваат сите досегашни одлуки на Историската комисија. Ја цениме велепредавнишка и судско-обвинителски систем да преземе да се занимава. Да видиме докаде било велепредавството. И тука се прекинува комуникацијата. Сега, ако е тоа обврска од бугарската спогодба, тогаш вие не ја замрзнувате, ја ставате под мораториум, ја препреговарате, значи правите нови односи. Ама ние не сме биле талибанци, морало се. Ама еве сега имате. Сега имате влада која има. Вие сте професор по меѓународно право. Апсолутно подршка од македонската јавност. Сега имате премиер ВМРО ДПМН, влада, председател кој што има апсолутна подршка од македонскиот народ. Така, ја добија подршката. Легитимна е подршката. Така, сега е шансата да покажат стаменитост. Сега е шансата да покажат стаменитост. Да кажат дека ова е држава. И да покажат на дело дека ова држава. Не може вие да веднете глава пред бугарските екстремизми од Софија и да им ги праќате учебниците. Моето дете да учи со учебници одобрени од Софија, мајката. Па што сме ние? Вазали сме на Бугарија? Сме под окупација на Бугарија денеска? Во трета декада на 21 век? Што сме ние? Што сме ние? Нема тестостерон да му кажат на бугарскиот премиер, не може тоа така. Или на Брисел. Па и по цена да ги замрзнеме времено односите и со Брисел. И прогредирањето кон Европската унија. Тие нема да се откажат од оваа територија. Нема да препуштат на руски и кинески влијанија, бидете сигурни. Но ние е време да покажеме малку македонска гордост. Нели ќе ја направеа Македонија горда? Зошто не почна да прават Македонија горда? Зошто уште сме понижени? Зошто уште сме омаловажени? Зошто уште постои таа несреќа од Историска комисија со Бугарија? Зошто постои? Зошто владата не донесе на наредната седница веднаш да ја укине?